Добре дојдовте во новата сезона од Куќа на фудбалот. Сосема поинаква од претходната. Ќе анализираме спорни ситуации, ќе ги гледаме најинтересните моменти од надпреварите од првата и втората македонска фудбалска лига и секако ќе зборуваме со гости кои што имаат што да кажат на наши фудбалски теми. Останете со Куќа на фудбалот. Гостин во Куќа на фудбалот, селекторот на Македонија до 21 година, Благоје Милевски, ви благодарам што сте заедно со нас. Благодарам на поканата. Знаете дека денеска започнува изборната кампања за локалните избори? Да. Имајќи в предвид дека лани целиот фокус беше насочен кон вас и вашиот тим, не добивте непристојна понуда да бидете дел од, па макар и советничките листи за локалните избори? Не. Искрено не интересира толку политиката, но нашето секојдневие и тоа што не окружува, сакајки или не, морате да се, нели, актуелности, све што е, мора да сте апдейтирани, нели? Ама во вашата настелба сте попопуларен и од таткото на Ѓорче Петров. Ако вие така кажете. Така вели јавноста. Онда е така. Да пукам веднаш во глава? Па пробајте. Го видовте ли списокот на селекторот Игор Ангеловски за репрезентацијата на Македонија за надпреварите против Италија и Лихтенштеин? Да. Имате коментар околу играчкиот кадар кој што ќе биде дел од тие два надпревари на 6 и 9? Таа е работа исклучиво на мојот колега и тука нема место за никаков коментар. Соработката е таа што е и секојаш ќе бидеме, нели, апдейтирани со сите информации што се околу составот, дали мој, дали на репрезентацијата и зависно од потребите одредени играчи ќе бидат на едниот или на другиот список. Осуммина од условно вашата селекција, бидејќи сите така ги нарекуваат, се на списокот на Игор Ангеловски за двата надпревари од квалификациите за светското во Русија. Некои ќе кажат или јавноста пред 2-3 месеци велеше сега сите кои што обезбедија пласма на Европското првенство внатре во репрезентацијата. Ама сите. Малку се, доволно се или може и повеќе? Бројка како бројка не би требало да значи многу, но тоа е изборот на селекторот на репрезентација и тука е на сите нас да го почитуваме истото. Ве прашувам вас, секако затоа што вие сте сега гостини, ве прашувам дали ви се допаѓа или каков коментар би имале за секако дека годи бројката, 23. но дали би требало да биде поголема таа бројка или помала, тоа пак ќе кажам работа исклучиво на селекторот Ангеловски. Со оглед на тоа што се рековте кога е во прашање репрезентацијата до 21 година, под тоа се рековте пласманот на Европското првенство, текот на квалификациите, без пораз речиси 2 години, па и игрите на Европското првенство, иднината би можела да биде токму таква, повторно да се обидете да напишете нова страница, дневник, нова приказна, Македонија повторно на европско. Па што се однесува до тоа прашање, мислам дека и во претходните мои интервјуа за други портали или дневни печатени медиуми, реков дека оваа нова генерација не сме ни по ниеден основ да се споредува со прошлата. Значи ова е генерација составена од други фудбалери со различни карактеристики и како фудбалери и како личности. Почнавме со квалификациите за Европското првенство 2019 во Италија на најдобар можен начин. Ќе видиме што ќе ни донесе останатите нели надпревари. Или можеби се плашите УЕФА да нема поголем епитет од чудотворецот од Македонија, откако го обезбедивте пласманот со претходната генерација на Европското првенство? Па на нас сите што работиме во фудбалот е
секојдневно што се вели и секој предизвик Може што да ни биде престои. чудотворецот одново успеа. Секој предизвик нов што ни престои. Се обидувам да да. сватам дали се плашите од предизвикот да ја однесете и оваа генерација македонски фудбалери на ново континентално Секој надпреварување. нов предизвик што ни престои е на нас, фудбалските работници, да дадеме се од себе, да го дадеме својот максимум, да го повторуваме успехот што го постигнуваме. Сега дали Ама ќе тоа веќе сте го повториме изјавиле или не, во тоа е веќе друго. медиумите претходно и во печатени и во Дека електронски. што? Дека на нас е да го дадеме максимумот, Точно. дека момците ќе дадат се од себе. Точно. Па И Боже тоа- мој. И тоа го правиме. Така почнавме, ќе видиме како ќе продолжиме понатака. Не треба да им ставаме товар на овие момци од сегашната генерација за пласма на едно европско првенство, ново? Товар? Никако. Ја мислам дека сите се свесни и за собствените квалитети, сите се свесни за можностите што нудат овие квалификации за нивна промоција, нели, во европски рамки, и мислам дека товар ко товар, дека мора нешто да се успее или мора нешто да се направи, е безпотребен, а притисокот што го носи само по себе секој надпревар кога играте на квалификации за европско првенство е веќе друга тема на разговор, и мислам дека почнувајќи од првиот надпревар со Арменија, каде притисокот стварно беше на високо ниво, дека играте со противник кој е горе-доле на ваше равниште и дека мора да се успее, а они одигра еден фантастичен меч и Истата таа Арменија заврши која така што одигра 0-0 во Москва Точно, против 4 Русија. 4 дена пред нашиот надпревар одигра 0-0 на гостински терен во Москва, и уште еден показател дека се работи за стварно квалитетна репрезентација, и уште еден податок дека ни престојат едни интересни квалификации со изедначени репрезентации. Може би имате некоја амајлија во джебот која што си ја носите на патување или на надпревари, па од тука лесно минавте во Ереван? Не, Не сте суеверен? па не многу. И приватно сте толку сериозен тип на човек како професионално? Не секогаш. Селекторе, добивте ли финансиски примамлива понуда за да ве натера за да размислувате за надвор од репрезентативниот фудбал? Го направивте најголемиот успех во историјата на македонскиот фудбал. Да, имаше понуди, но во погрешно време. Од локални, кога велам локални, мислам на домашни, наши македонски клубови или странство? Не странство. Много погрешно време, и така да таа понуда ми беше обврска да ја одбијам. Ќе потпишете нов договор со Фудбалската федерација на Македонија за селектор на Македонија до 21 година? Во мојот договор и продолжување на соработката со Фудбалска федерација на Македонија никош не била доведена во прашање, што се однесува до мене, верувам и од страна на федерацијата, барем што се однесува до тој финансиски дел, никош не бил спорен тој мој договор, и по завршна фаза е потпишувањето на договорот, и се надам дека се ќе биде во ред. Ви пречи шарено ликоста на прашањата, менувањето од тема на тема, од Не, слободно. фудбалер во Затоа сме тука, логистика, од договори? Не, слободно. Кој е предводник на македонската репрезентација сега до 21 година? Во претходната генерација неколкумина се истакнуваа. Давид Бабунски го препозна јавноста, благодарение и на неговите психички или ментални квалитети. Енис Барди беше вистински лидер на теренот. Ели Фелмас јавноста го посочува како бисер на македонскиот фудбал и еден од можните предводници на Македонија до 21 година, па дури и на најдобрата селекција. Предводниците во мојата екипа, дали се работи за клубски фудбал или сега репрезентативен, го истакнуваат надпреварите тековни. Значи самите надпревари го истакнуваат предводникот и лидерот. Кој ќе биде капитен со Србија? Треба да проверам зашто имаме исто 4 капитени, кои се Ремзи Фајк Селмани, Костадинов Тихомир, Петковски Петар и Константин Чешмеджиев.
На кого му е редот, тој ќе биде. Не ми одговоривте во однос на лидерот на кој што треба да се подпре оваа генерација македонски фудбалери. А тие лидери што ми ги спомнавте вие претходно, се истакнаа како се ближеше крајот на квалификациите, нели? Никој не говореше за Енис Барди на почетокот на квалификациите. Така да, пак ќе го повторам мојот одговор, да текот на квалификациите ќе ни го истакнат лидерот, кој сам треба да се наметне. Изненадени сте од мајсториите на Барди во шпанската Лига 1? Не. Веќе има 3 погодоци на 5 надпревари. Познавајќи го Енис и како карактер, како човек и како фудбалер, нели во текот на овие 3 години, колку што сме заедно, не ме чуди во какво издание се представува во шпанскиот фудбал и Енис има само тоест времето работи за него и сите оние квалитети и потенцијали што ги носи и како човек и како фудбалер, тоа прва ќе пораснат уште на повисоко ниво. Неговиот агент пред неколку дена изјави дека Благој Емилиевски е човекот кој што направи неверојатна синергија меѓу албанците и македонците во репрезентацијата на Македонија. Апропо измислените или дадените изјави на одредени фудбалери за тоа која репрезентација им е подрага, дали нашата или на соседот. Вака, секој од нас, нели, вклучувајќи мене, мојот стручен штаб и фудбалерите, сме возрастни личности, изградени како карактери и како фудбалери и ние како тренери. И секој треба да биде свесен за своите постапки и своите изјави кои ги даваме за медиумите, нели? Секој има право за своја лична определба, дали ќе се определи за овој или оној клуб, за оваа или онаа репстација, но на крајот на денот, нели, крајот на делото ни покажува колку сме биле успешни или правилно сме го одбрале нашиот пат кој ќе не води низ нашите кариери. Во блиското минато бевте очигледно луд, бидејќи на секоја пресконференција го посочувавте следново. Клубовите не им даваат доволно шанса на нашите млади и талентирани фудбалери кои што ние сметаме дека треба да бидат носители на репрезентативната игра. И тоа се повторуваше со неколкумина од репрезентацијата која вие ја водевте и со фудбалерите кои кај вас беа стандардни, а не играа во клубовите. Значи, вака прво ќе ве поправам. Не дека ние сметаме дека они треба да играат. Затоа што не можете да му наметнете на еден клуб Тоа да... го покажуваат фудбалерите на самиот терен. Сите тие што ги посочите фудбалери беа стандардни за своите клубови пред да почнат квалификациите и затоа и го добија повикот за U21. Сега во текот на квалификациите што одредени клубови или одредени фудбалери го изгубија своето место во тимот, тоа е веќе друга тема на разговор, а истовремено игра одлично за репрезентацијата. И кога некој ви одговара на сето она што ќе му го зададете вие и го пренесува уште поважно на совршен начин на самиот терен, и изгоре на тоа имате успех, не гледам ни една причина зашто би менувале нешто во вашиот начин на работа, нели? Така и беше случајот со U21. Имавме одлични квалификации, изборивме за прв пат во историјата на македонскиот фудбал, нели, пласман на европско првенство и не видов ни една причина да би менувал било што. Сега кога се враќаат во клубовите, зашто не игра таму, тоа е веќе прашање кое треба да биде насочено на друго. Се соочувате со истите проблеми и кога е во прашање новата генерација и фудбалерите? Па сега се уште сме на почеток, се надевам дека нема да се соочуваме. Се надевам и дека и самите фудбалери ќе одговорат на врските своји што би требало да ги извршуваат на најдобар можен начин во своите клубови и нема да се соочат со истите проблеми што се соочува нивните колеги во минатото. Познавајќи ја можеби е лош збор, но познавајќи ја вашата работа,
Сега јас се ставам во ситуација да ја познавам вашата работа, што на некој начин е парадоксално. Добро, тоа е јавна работа, тоа не сите. Повеќе се плашите од надпреварот Србија-Македонија тука во Скопје, од квалификациите или од дуелот Гибралтар-Македонија? Познавајќи вашата работа, би се определил за вториот дуел, иако на хартија, на изглед, на прв, на 92, на 100 поглед, секако запишуваме 3 бода. Значи вака ја истакнав дека Србија како репрезентација е фаворит број 1 во нашата група, темелено на нивниот ранкинг што го имаат УЕФА и индивидуалниот квалитет што го поседуваат играчите и клубовите каде што играат и лигите. Бидејќи костурот на таа репрезентација е истиот кој што играше и на европското првенство. Па горе-доле да. Во клубовите кои што играат и во лигите и ранкингот на репрезентацијата на Србија на U21 нели доаѓа од првиот шешир и морам да истакнам дека се фаворит број 1 во нашата група. Што се однесува до Гибралтар, се работи за репрезентација кога е во формирање, кои се желни за докажување и секојаш таков противник кога имате наспроти себе е и tekako тежок и тука може и да ви признам дека горе доле сте во право дека без разлика што и кој играме надпревар со Србија на 6, а со Гибралтар на 10, сета наша концентрација ќе биде насочена кон Србија, но не помислувам ни на крај памет дека не очекува лесен надпревар со Гибралтар. Иако многумина кои што ја познаваат или не вашата работа ќе кажат имавме 2-1 на европското првенство до 90-та минута против Србија. Хазардерски Благоја Милевски внесе напаѓач наместо Висар Муслиу, на пример, да ја зајакне одбраната и примивме погодок за 2-2. Надпреварот со Србија како што се одвиваше не видов за потреба такво нешто затоа што Не барам анализа. Не, ја ќе ви кажам. Противникот беше немоќ. Поготово после 2-1 држевме све во своји нозе што се вели и Благој Милевски како тренер никогаш нема да се брани, па ни во такви моменти затоа што никогаш свесно нема да ја повлече екипата во својот 16-сетник. Поготово ако нема потреба за такво нешто, затоа што Србија не ни внесе во игра екстра напаѓач, па јас да ја зајакнам одбраната, поготово со стопер, нели? Јас сум сигурен дека ако дел од играчите ја има потребната минутажа во клубовите, дека тој втор гол немаше да се случи. Баш заради таква одлука добивте пофалба и од славниот Роберт Пирес на надпреварот Франција-Македонија, кога не внесовте дефанзивец на 1-1, туку се решивте да менувате во офанзивниот дел. Од таа точка веројатно тргнавте, меѓутоа рековме нема да ја анализираме ситуацијата која што беше во Полска. Секој надпревар е посебна приказна сам за себе, така да никогаш еден надпревар не е ист со следниот. Ви недостасува клупскиот фудбал? До некаде да. За да се насочиме на тоа колку примамлива понуда сте добиле, ама во погрешно време. Барем од која држава? Нека остане, тоа е тајна, пошто е одбиена, така да не е во игра веќе, така да не е ни битно. На крајот од разговорот со Благој Милевски или Сер Боби, ви пречи тоа? Сер Боби? Епитетот кој што го заработивте од јавноста, од медиумите? Еден таков епитет не само што годи, него и обврзува, поготово кога е нели даден од спортски медиуми, од спортски работници, од вашите колеги. Мислам дека после надпревар со Шкотска, секако дека година, од друга страна и обврзува да продолжиме со ист ентузијазам, со иста посветеност во нашата работа. Чувствувате дека сега и вие немате толку голем притисок за успех како во изминатите квалификации, бидејќи тогаш бевте во неверојатна серија од 2 години без порез? Речи си 2 години. Не ја чувствувам затоа што Благој Милевски сам себе
си ствара притисок, сам себе си поставува цели и секојаш ќе биде присутен тој притисок за успех кај мене. Ви благодарам што бевте гостин во куќа на фудбалот. Зошто треба да се купи билет за македонската репрезентација? Зошто? Прво, тоа е обврска како нас кои што сме родени тука, што екзистираме, нели што сме пораснале оде. А второ, ако сакаат секој оној што ќе сака да види искреност прво во однесувањето на личностите актери на самиот натпревар, треба да купи билет и да дојде да гледа Македонија. Ми беше драго што гостувавте во првата емисија од новата сезона во куќа на фудбалот. Се надевам дека Србија ќе ви биде многу полесен противник отколку на Европското првенство во Полска. Здравје Боже, реков за Гибралтар и начинот на кој што Македонија ќе мине едносмерно во Португалија, каде што се игра тој натпревар. Ви благодарам на поканата уште еднашка и ме радува што еве новата сезона ја отварате со мене како гост. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од седмото коло во првата македонска фудбалска лига и се селиме во аголот каде што друштво ќе ни прави Ванчо Костенчев, со кого ќе ги анализираме спорните ситуации од дуелите од седмото коло во првата македонска фудбалска лига. Во надпреварите од седмиот круг во првата македонска фудбалска лига, Работнички Академија Пандев 1-2, Силекс победа 1-0, Скопје Шкендија 1-2, Ренова Шкупи без голови 0-0 и Пелистер Вардар во дерби надпреварот во Битола 0-1 победа за актуелниот првак на Македонија. На табелата Шкендија е прва со 19 бода пред Академија Пандев која има 14, Вардар е на третото место со 13, но и надпревар помалку, Шкупи има 11 на четвртото место, петти е Силекс со 9 освоени бода, Пелистер е на шестото место со 8, Ренова е на седмата позиција со 6 бода, на осмото и деветото место Работнички победа по 5 освоени бода и на последното 10-то место тимот на Скопје со 3 освоени бодови. Прегледот на колото го започнуваме со дерби надпреварот во Битола на стадионот под Тумбекафе. Вардар славеше против Пелистер во вечното македонско дерби со 1-0. Дербито од седмото коло се одигра во Битола, Пелистер Вардар 0-1. Црвено-црните први се заканија преку Блажевски, а голманот на Пелистер Јовановски сигурно интервенираше. Еве го обидот на Блажевски уште еднаш во 80-та минута. 12 минути подоцна, 1-0 за Вардар, Блажевски овој пат сигурен, а Јовановски беше немокен да го скроти овој удар во акцијата во која уште учествува Барсегјан Николов, а Блажевски е реализатор за водство на Вардар во 30-та минута од мечот. Во првото полувреме Вардар беше екипата која што доминираше, играше, создаваше шанси. На полувремето Пелистер Вардар 0-1. Вториот дел комплетно му припадна на домашниот тим кој доминираше и создаваше шанси, а првата имаше Пе во 55-та минута, но беше блокиран од Тодоровски. Ќе видите дека дефанзивецот на Вардар не играше со рака, блокираше со тело. Втората шанса на овој меч ја имаше повторно Пелистер преку Цветановски во 61-та минута, а потоа Пеев и Трифуновски не успеа да се снајдат од оваа позиција. Тодоровски се обиде да блокира, но немаше опасност по голот на Вардар. Убава шанса имаше Поп Златанов во 78-та минута од мечот, еден вистински слалом на
фудбалерот на Пелистер, ќе погледнеме уште еднаш и нов агол, меѓутоа гол во мрежата на Гачевски немаше. Еве во обидот на Поп Златанов уште еднаш до крајот од мечот и Цветановски од екипата на Пелистер имаше шанса да се запише во листата на стрелците, но младиот фудбалер на Битолчани не успеа во финишот од акцијата да биде успешен пред 5000 гледачи во Битола. Пелистер Вардар 0-1. Вардар има 6 победи на последните 7 гостувања кај екипата на Пелистер. Супер интересен и неизвесен надпревар одигра екипите на Скопје и Шкендија. Тетовчани со пресврт дојдоа до победа. На почетокот од мечот Ѓурчиновски беше соборен од Бейтулај, кој заработи жолт картон при оваа акција. Еве го стартот на Бейтулај, а потоа Мишевски постигна гол. Се тоа се случуваше во 4-та минута. Прекрасен погодок за екипата на Скопје. Навистина фантастичен погодок на Мишевски. Во продолжението од првиот дел Шкендија успеа да изравни по оваа соло акција на Бесарт Ибраими, 39-та минута, 1:1, фантастичен соло пробив на Ибраими, кој делуваше сигурно, моќно, шутираше прецизно и неодбранливо за голманот на Скопје. Резултатот 1:1. Во текот на овој меч еден неспортски потек на бразилецот Жуниор врз Алексовски. Жуниор за овој старт заработи жолт картон. Еве го уште еднаш, многу неспортски реагираше Жуниор, реагираше и клупата на Скопје. За среќа до поголем инцидент на овој надпревар не дојде. Во финишот на мечот екипата на Шкендија дојде до пресврт со гол на Хасани во 80-та минута, откако Абдурахими асистираше во акцијата по која беа поставени конечните Скопје Шкендија 1:2. Академија Пандев однесе 3 бода од гостувањето на надпреварот во Скопје против Работнички. Романтичарите први се заканија од слободен удар преку Стјепановиќ. Веднаш по оваа акција на Работнички, пенал за домашниот тим. Соборен Тодоров, Кире Марковски ја превзеде одговорноста, меѓутоа шутираше многу слабо и не успеа да погоди за почетно водство на Работнички. Сепак екипата на Работнички стигнува до предност со голот на Џофри во 8-та минута од овој надпревар, кој имаше возбудлив, интересен почеток. Еве акцијата по која Џофри погоди за водство од 1:0. Во акцијата учествува уште и Илиев и Велинов. Еве го клучниот момент по кој Работнички дојде до предност. Во продолжението од надпреварот пенал врз Вареловски од Тодоров. Имаше и жолт картон. Еве го тој момент уште еднаш, оправдано покажано на белата точка за екипата на Академија Пандев, а сигурен реализатор Јани Атанасов, 1:1. Академија Пандев е вистински хит во домашното фудбалско првенство. Дебитантот е на втората позиција во прволигашката фудбалска конкуренција. Шанса за Мишов, кој не успеа да ја доведе својата екипа во водство од 2:1, а по акцијата на Дориев Мишов во 75-та минута погодува за пресврт. Работнички Академија Пандев 1:2. Големо изненадување и нов шок за романтичарите. Стјепановиќ имаше шанса да изравни на 2:2, шутираше од дистанца доста непрецизно, а до крајот на мечот екипата на Работнички имаше можност уште еднаш, но не успеваат домашните да стигнат до израмнувачки погодок, погодена само стативата. Во Кратово Силек славеше против победа со 1:0. Домашните доминираа на овој меч, има првата шанса по акцијата во која учествува Ѓоргиев, Николовски и Бујчевски.
акција по која Силекс можеше да дојде до предност од 1:0, но Вучевски на крајот не беше баш снаодлив. И втората шанса е на страната на Силекс на овој меч. Со глава Тимов шутира, но успеа со пантерски скок голманот на победа да го сочува својот гол, останува 0:0. Третата можност на надпреварот повторно за Силекс, кој доминираше во ова прво полувреме. Николовски и Тимов учествуваа во оваа акција, овој вториот бие со глава непрецизно. На полувремето резултатот беше 0:0 во вториот дел. Силекс успева да стигне до погодок, откако имаше играње со рака на 20 на метри од голот на победа. 52 минута, прекрасен погодок на Филиповски од слободен удар, немотен голманот на Прилепчани, едноставно беше закован на гол линијата и не успеа да го скроти овој фантастичен удар на Филиповски за водство и победа на Силекс. Силекс има 3 победи и 4 порази. Победа кој запиша четвртиот пораз. До крајот на мечот бележим уште неколку интересни моменти. Тимов и Ѓорѓиев учествуваа во оваа акција по која останува 1:0. И Прилепчани има шанса, Цветановски и Наумовски, меѓутоа Митровиќ одлично реагираше на гол линијата кај екипата на Силекс до крајот од мечот. Иванов со шанса, а Талевски со прекрасен рефлекс го спаси својот гол. Ќе го видиме овој момент уште еднаш, значи конечни Силекс победа 1:0. И последната сторија во овој преглед од седмото коло, саботниот надпревар Ренова Шкупи 0:0, трет нерешен надпревар за Ренова во првенството, за Шкупи втор на табелата, Шкендија прва со 19 бода и без пораз, единствена таква екипа. Академија Пандев е втора со 14 бода, Вардар има 13 бода, на третата позиција надпревар помалку, па следуваат Шкупи со 11, Силекс со 9, Пелистер со 8, Ренова со 6, по 5 бода имаат Работнички и победа, на последната позиција е Скопје со само 3 освоени бода. Најважна е победата и трите освоени бода за Вардар на тешкото гостување во Битола, но на овој надпревар имаше и неколку спорни моменти. Од оваа емисија цела сезона ќе анализираме со луѓе кои што имаат одговорност тоа и да го прават. Во оваа емисија наш гостин кој што ќе суди за одлуките на судиите на надпреварите од првата македонска фудбалска лига, Ванчо Костенчев, поранешниот фудбалер на Работнички, не цела деценија во дресот на клубот од Дебар Мало, потоа интернационален судија и судија во првата и втората Југословенска лига. Ви благодарам што сте тука. Нема столче, не е жешко. Не е жешко тука, тачно. Полесно е да ги коментирате одлуките на судиите од ваква позиција или полесно име на судиите кога се долу на терен? Па се зависи за каков надправа се работи и во моментот на одлуката. Ако е одлука од посебен карактер, посебно во 16-тетникот, тогаш е жешко. Тешко е и да се суди на надпревар кој што е означен како вечно дерби, Пелистер против Вардар во Битола, секогаш атмосферата е на точка на вриење условно. Имаше неколку спорни моменти, ги гледаме во овој момент и ги анализираме. Првиот се случи во 41-та минута. Еве го тој момент кога бара офсайд. Христијан Кировски беше или не беше во недозволена позиција? Мислам дека беше, гледате каде, чист офсайд. Офсайдот се гледа кога е топката упатена. Играчот беше последен, играчот на Пелистер беше последен и сигурно офсайд. Рака на срце на овој надпревари немаше толку битни одлуки кои што влијаеа врз резултатот. Возбудувањата кога е во прашање главниот судија Александар Ставре беше на овој меч, се случија во судиското надополнување во 91-та минута и 93-та. Ќе ја видиме ситуацијата од 91-та минута кога
Александар Ставрев за овој старт не покаже жолт картон. Ова нема некоја намера и лично го оправдувам главниот судија. Немаше некој старт, некоја намера. Он сакаше да постави нога, мислејќи ама овој го претрча и лично мислам дека е оправдано што не му даде жолт картон. Немаше намера. И последната ситуација од овој дуел, една минута подоцна, еве го стартот за кој фудбалерите на Вардар бараа пенал. Исто го оправдувам. Видете, нема никаков старт, нешто или класично буткање, него тој истрчува пред нив и пред самиот играч одбранбен и паѓа. Оправдано исто и Тоа значи дека не важи играчот кој што е напред, а одбранбениот зад него во 16-етникот, например сега на Пелистер, дека секогаш во право. Фала Богу. Не важи. Овдека нема сопнување, нема бутање. Он паѓа дали од изнемоштеност или од дадена негова ситуација и мислам дека не може да, дури можеше и на него да му се даде картон на играчот кој симулира пенал, да. Александар Ставрев, според вас на висина на задачата на тој надпревар во Битола Пелистер против Вардар, одиме во следниот надпревар кој што ќе го анализираме исто така судењето во Автокоманда или на Железарница Скопје против Шкендија. Еве го моментот кога главниот судија на овој дуел доделува жолт картон и за фудбалерот на Скопје, но и за играчот на Шкендија. Веднаш потоа се создаде мешаница во клупата. Лично мислам дека овдека е оправдано и судијата што му даде жолт картон, бидејќи играчот што ја штити топката, во овој случај тоа е фудбалерот на Скопје, на Скопје, да. А овој со малку поголема енергичност, со поголема брзина настапува да ја стигне и се ствара дуел меѓу двајцата играчи. Тоа е несмасно од двајцата играчи. Овој сакајќи да ја заштити, овој малку со поголем интензитет стартува и оправдано им дава. А колку е нормална реакцијата на тоа е веќе за зборување, на тимовите? Да, тоа е веќе за да кажеме дека за вакви работи клупата мора да биде на самото место кај што е, не сме внатре во теренот да влегува. Тоа е веќе работа каде што треба да им се укаже на клупата на Автокоманда, екипата од Автокоманда и друг пат да не се повтори. Во секој случај не треба вакви работи да се пали атмосферата со некои обични работи, за секоја утакмица се случуваат вакви работи. Одиме со следниот надпревар, ги гледаме најинтересните моменти и головите од надпреварот Работнички против Академија Пандев, победа за тимот од Струмица со 2-1 и се враќаме назад да ги коментираме најстрогите казни, 2 досудени пенали на надпреварот на Националната арена. Ево го првиот момент. Да. Димитар Мечкаровски беше главен судија на овој надпревар. Дали според вас е исправна оваа одлука? Да, исправна. Играчот веќе беше во близина, топката беше во близина, голманот несмасно стартуваше, го удри играчот на Работнички, оправдано, жолт картон и пенал. Мораше веројатно тој критериум Мечкаровски да го задржи во ситуација кога Академија Пандев бараше и доби пенал во второто полувреме. Еве го и тој момент ќе го видиме. На прва престрого, како некој лаик кој што би се осудил да ги коментира судиските одлуки. Еве јас на пример. Да, еве го бутка, го сопнува, го бутка првин, после го сопнува, исти критериум што ние честопати кажуваме на судиите, да го имаат истиот критериум, еден фаул за гостинска екипа, еден фаул за домашна, да има исти критериум. И овдека и пеналите што беа досудени со ист критериум. Навидом не беа кој знае какви фаули, али во моменти каде што може да се постигне гол, тоа се казнува со... Постои според вас терен во Македонија, фудбалско игралиште, стадион каде што е
најтешко да се суди поради притисокот клупа, поради притисокот навивачи, поради домашниот терен? Лично мислам се зависи од судиите, ако се психички и физички спремни, мислам дека секој терен е ист. Одиме во Кратово да го видиме надпреварот и најинтересните моменти од дуелот меѓу Силекс и Победа, 1-0 за домашниот тим, освоени значајни 3 бода и ги коментираме спорните одлуки или моменти кои ги имаше на дуелот во Кратово. За ова не беше досуден ниту фаул, а веднаш потоа се создаде мала мешаница на центарот од теренот во Кратово. Маријан Стојановски беше главен судија на овој надпревар. Одлуката на Стојановски е жолт картон за голманот, кој што во овој момент не го видовме дека е центарот на вниманието на надпреварот во Кратово. Ќе спомнам првен дека судијата Стојановски лошо доделен жолт картон, фактички судрен со него наместо на 2 метри од растојание. Избрзано тука го даде тој жолт картон, наместо да биде смирен, сталожен, да дојде до него, да укаже и да даде жолт картон. Почетокот од гужвата што настана, лично мислам дека има судијата право, нема контакт. И играчот што ја наведна главата, сакајќи да ја удри топката, а контакт нема. Така да оправдано ја продолжи играта, а од која причина се створи гужва, лично мислам дека тоа е само од играчите, од несмасност, точно дека уште некој од играчите требаше да заработи од ова бутањето на еден со друг, да заработи жолт картон. Тоа се случи во 27-та минута од дуелот. Одиме со следната ситуација која што ние ја означивме како спорна. Еве го моментот кога е фаулиран играчот на Силекс. Ова е само обид. Да, ова е провокација и жолт картон мора да додели. Ова е неспортски однос и мораше да му додели жолт картон на играч што ја дигна ногата. Господин Костенчев, мина 7 кола во македонското фудбалско првенство во првата лига. Општа е оценката дека немало ситуации кои ќе бидат алиби за одреден клуб во однос на резултатите. Тоа веројатно ве радува како дел од судиската фела во Македонија. Да, секако. Судиската организација секоја година по 2 пати има семинари каде се укажуваат на вакви слични недостатоци или промашувања од страна на судиите. Посебно се укажува на тој критериум што го зборувавме, каде треба да бидат изедначени критериумите на сите судии, а и контролори. Вршењето на самото предавање од страна на председателот на судиската организација Емил Божиновски инсистира исклучиво да бидеме сите во иста игра и на исти начин да ги решаваме проблемите. Еве го последниот проблем кој нас денеска вечерва ни се јавува од стадионот во Кратово. Моментот кога бараа пенал фудбалерите на Силекс. Многу блиско беше судијата тука и баш не се виде од тука дали имаше пред тоа некој бутање или ова, ама тука еве го судијата нема 5 метри од настанот и мислам дека го оправдуваме. Јас лично го оправдувам судијата, бидејќи многу блиско беше, а не се гледа дали пред тоа имало некое бутање кога играчот падна. Нема да ви биде проблем, нема да ја браните условно вашата професија ако има очигледна ситуација за картон или за пенал. Како што и кажав, неспортскиот однос на играчот мораше да биде казнен со жолт картон, иако судијата Маријан не го казни.
Ви благодарам што бевте дел од куќа на фудбалот. Ви благодарам што укажавте на грешките и на добрите работи кои што ги вршеа судиите на надпреварите од седмото коло. Јас се надевам дека ќе имаме се помалку работа, иако многу често ќе се гледаме во ова студио. Дај Боже, ви благодарам што ме поканивте. Се надевам дека и друг пат ќе коментираме за вакви или слични ситуации. Ванчо Костенчев, дел од куќа на фудбалот, го анализиравме судењето на надпреварите од седмото коло во првата македонска фудбалска лига. Видовте кои спорни ситуации ги означивме, за кои се противеа фудбалерите и дел од стручните тимови на клубовите. Се надевам дека луѓето во црно условно ќе имаат малку работа и малку спорни моменти кои што ќе ги анализираме. Останете со куќа на фудбалот. Ви благодарам што бевте со куќа на фудбалот. Секогаш да ја бодриме нашата репрезентација. Македонија А репрезентација против Италија на 6. 9. во Струмица против Лихтенштеин. Македонија до 21 година против Србија на тренинг центарот Петар Милошевски. Гледајте ги надпреварите на Македонија до 17 години. Квалификацијскиот турнир започнува на 2 октомври. Поздрав, се убаво.